се раѓа славен Христос од небо допре, чекајте го. Христос на земјата воспејте го. Пеј му на Господ цела земја во радост. Пејте му народи, зашто се прослави. Раѓањето Твое, Христе Боже наш, го озариш светот со светлината на познанието. Во неа пак оние што над звездите им служеа, од звездата се учеа. Тебе да ти се поклонуваат, сонце на правдата. И тебе да те познаат од исток од висините. Господи, слава Ти. Може ли јас да ви раскажам една приказна? Сакате? Ајде. Еднаш си бил некој човек кој што го сметал рождеството Христово за некаква измислица. Тој не бил лош, дури бил и многу добар, дарежлив кон семејството, чесен во своите односи со другите луѓе. Но тој не верувал во она што на Божик се кажувало во црквите, а бил премногу чесен за да се преправа дека верува. Не сакам да те нажалам, и рекол тој на својата жена, која пак била верничка и редовно одела во црква. Но јас едноставно не можам да го сватам тоа дека Бог станал човек. За мене тоа е вистинска измислица. На Божикната вечер неговата сопруга пошла со своите деца на синоќно бдение во црква. Човекот одбил да појде со нив. Ке се чувствувам како лицемер, им објаснил тој. Подобро ќе останам дома и ќе ве чекам. Набрзо, откако заминале тие, започнало да врне снег. Тој се доближил до прозорецот и видел дека снегулките стануваат се поголеми и поголеми. Но добро, кога е веќе Божик, па редно е да биде снежен. Се вратил на својата фотелија крај каминот и почнал да чита весник. По неколку минути го стаписал некаков тапудар. Потоа се слушнал уште еден, па уште еден. Се зачудил кој би можел во тие доцни часови да фрла снежни топки во прозорецот. Кога ја отворил вратата за да види од каде доаѓаат звуците, тој забележал јато премрзнати птици. Веројатно тие, зафатени од невремето, удирале во стаклото обидувајќи се да се засолнат. Не можам да им дозволам на кутрите птици да замрзнат, се замислил тој,
Но како да им помогнам? Се сетил на шталата каде што ги чувал коњите. Тоа било навистина погодно место за птиците да се засолнат. Брзо го облекол дебелото палто и чизмите и се упатил низ длабокиот снег до шталата. Широко ја отворил вратата, го запалил светлото, но птиците не влетале тука. Па треба да ги примамам со нешто, си рекол тој. Брзо се вратил дома по леп, го раздробил и со трошките го посипал снегот во правец на шталата. За негова жал, птиците го игнорирале лебот и продолжиле да се борат со длабокиот снег. Тој се обидел и да ги потера во правец на шталата, одејки околу нив и мафтајки со рацете. Птиците бегале на разни страни, само не во топлата и светла штала. Веројатно им изгледам и чуден и страшен, си рекол тој. Како да им покажам дека можат да ми веруваат? Да можев барем на неколку минути да станам птица, ќе можев да ги поведам кон безбедно засолништа. Во тој миг силно се огласиле црковните камбани. Тој застанал во место и се внел во звукот на камбаните, кои возвестувале благата вест на рождеството. Поразен, паднал на колена во снегот. Сега сваќам, прошепотил тој. Сега знам зошто ти си го направил тоа. Ве поздравуваме од вториот бадникарски концерт на децата од училиштето за веронаука Свети Кирил и Методи при Струмичката православна епархија. Чинам дека за големината и значајноста на хуманите дела е непотребно да зборувам. Убедена сум дека секој кој умее длабоко да дзирне во својата душа и срце, ја познава таа душевна ситост која можеме да ја почувствуваме само кога подаваме рака. И додека го зборувам ова, знам дека одлично ме разбираат луѓето од една организација која во последно време и како внесува светлина во безброј домови. Организација која и како смело ги става патоказите на патот кој треба да го одбере секој од нас. Организација која прави мали чуда катаден во името на Христовата мисија. Годинава концертов е токму под палка на таа организација. Фондацијата Елеуса, која заедно со неговото преосвештенство викарниот епископ Стобиски господин Јаков и со благословот на неговото високо преосвештенство митрополитот Струмички господин Наум и со поддршката на општина Струмица и незиниот градоначалник господинот Костадин Костадинов ја организираа оваа бадникарска програма под светлата на хуманоста. Затоа, средствата собрани од денешниве донации во кутиите ставени веднаш до самите куќарки, а и сите претходни приходи собрани овде со продажбата на изработките на децата од школата за веронаука, ќе бидат наменети онаму каде што е најпотребна. Сега ве оставам да уживате во гласовите на децата од училиштето за веронаука Свети Кирил и Методи, кои преку песна на чело со Лука Митев ќе го најават неговото раѓање, а Теодор Митев и Марија Медарска ќе ве поздрават со краток рецитал. Ве поканувам во меѓувреме да се почастите со топлите напитоци и со божикните колачиња. Христос вечерва пак ќе се роди. Да се радуваме. Januarska noć, na istok zvezda
Христос родене, празник за очі. На Христос родене, празник за очі. Сега мирно течете воді, істина є. Христос се родив. Луне гласно запете, Христос се родив. Сега мирно течете воді, істина є. Христос се родив. Луне гласно запете, Христос се родив. Луне гласно запете, Христос се родив. Деца наші, ангели земні, големе Бог, наші обох. Умні очі зорі темні, големе Бог, наші обох. Віците со радосте, а големе Бог, наші обох. Себе серце твітко се, а големе Бог, наші обох. Себе трона мирі любов, големе Бог, наші обох. Вони звірі добрі сині, големе Бог, наші обох. Раз будете все не спійте, големе Бог, наші обох. Веде Бог се роді, големе Бог, наші обох. Коледа і молитва, големе Бог, наші обох. Достоин за похвалба, големе Бог, наші обох. Силен за нас слава да, големе Бог, наші обох. Прекрасна світлина, големе Бог, наші обох. Тебе славіме, големе Бог, наші обох. Проведені от Отева, големе Бог, наші обох. Раз будете все не спійте, големе Бог, наші обох. Веде Бог се роді, големе Бог, наші обох. Гості
повикање, териририрем, и тулука за успивање, териририрем. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Мудреци во божествен копнеш, териририрем, водени од чудесна звезда, териририрем. На дародавец од дарови носат, териририрем, злато смирна и темјан, териририрем. Се роди на земја и не избави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не избави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Ангелите славословат, териририрем, слава на Бога во височините, териририрем. Мир на земјата, териририрем, меѓу луѓето добра волја, териририрем. Се роди на земја и не избави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не избави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Воздишката на Мајка Божја, териририрем, сонот на младенецот го пази, териририрем. И младенецот божествен, териририрем, со песни пофални слави, териририрем. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Се роди на земја и не излави, не слави, не пеме, Христе добре дојде. Ние, кои сме поклоници на Логосот, ако и треба во нешто да уживаме, ќе се насладуваме во зборот и законот божествен, во приповедањето за божествените настани, а особено за овие кои го сочинуваат денешниот празник, па насладата и радоста ни да му бидат својствени и блиски на оној што не собрал.
Безтелесниот добива тело. Словото се овоплотува, невидливиот ни дозволува да го видиме. Недопирливиот станува опиплив. Надвремениот добива почеток, Синот Божи, Син човечки станува, Исус Христос, истиот вчера и денес и во сите векови. Гледам необична и преславна тајна. Небото станува пештера. Дева го заменува херовимскиот престол. Јаслите станаа сместувалиште во кој се сместил несместливиот Христос Бог. Кого пејки го величаме. О ново заедничарење, о чудесно соединување, оној кој што е, постанува, и несоздадениот се создава, и несмесливиот сместен бива, низ разумна душа, како посредница помеѓу божеството и грубоста на телото. Богатиот осиромашува, замајки го на себе сиромаштвото на моето тело, за јас да се обогатам во неговото божество. И ока самијата полнота се празни и унижува за кратко од славата своја, за јас да се причастам со полнотата негова. Какво е тоа богатство на добрина? Какво ли таинство заради мене се случува? Христос се роди!
Браво, навистина, браво, Лука, секоја чест. Денеска е денот наспроти Божик. Денеска е бадник, а вечерва е ноќта во која се бдее. Затоа ве покануваме на сенок на бдење со молитвословие и срдечни благодарења во било кој од нашите православни домови, заеднички да го дочекаме Христовото раѓање. Да успееме да ја зачуваме магијата на Божик во текот на целата година, за да најдеме спокој за себе и милост и љубов за другите. Овде е крајот на бадникарскава представа годинава. Имајте благословени и радосни божикни празници. Секое добро. Dzwonczymy, samo tak.